Оние што мислеа дека приказната со спомениците е завршена се во тешка заблуда. Наследниците не само што ја продолжуваат, туку со безсмислената идеја за монументализација на фирми, ја надминуваат и таа зададена црвена гранична линија на разумот. Јас планирам на една од следните седници да излезам пред Советот со предлог да ми даде согласност да во истиот парк поставиме спомен обележје на компанијата американска KBR и сметам дека во предвечерието на 500 години постоење Куманово, нашиот град може да излезе со еден добар и позитивен гест кон еден од најголемите работодавачи во историјата на градот Куманово. Скулптуралната сличност е можеби само инцидентна, настанува симптоматично кога се вајаат нови примери, чија изведба навестува дека синдромот на празно столче, кој беше карактеристичен за претходниците, може да стане начин на однесување и на актуелните. Вечерва во студиото е поранешниот министер за финансии и представникот ВМРО ДПМН Кирил Миновски. Премиерот Зоран Заев вети јавна дебата, но од СДСМ и од Министерството за финансии не дојдоа транспарентно да го одбранат нивното алиби за прогресивно одданичување. Некому не достига алиби, некому тоа му е и преку потребно, па мораат нон-стоп да смислуваат се поинтересни изговори, обидувајќи се да избегнат стапицата која сами си ја поставиле. Тие всушност го признаваат општо познатиот факт дека се што се правело било само во служба на фамилијата. Дали имало некаков разговор, ми рече дека како и секој друг кој ќе замине на пат во странство, имал телефонски краток разговор со неговата сопруга, семејни разговори и со неговиот брат, исто така семејни разговори. Тие семејни проблеми ги оптоваруваат и оние кои што не сметаат дека моралната е позначена од законската одговорност. Одбивајќи да ја ревалоризираат штетноста на собственото поведение, тие ревносно прекосејќи и на традицијата и натаму се уверени дека тетини внука во никој случај не можат да бидат роднини. Немојте да ме молите, не е во ред. Има денеска... Интерес на јавноста. Не... Денеска е Сдруженијето на суди дадоа луѓето изјави, кажаа што јас навистина немам што да кажам по тој повод. Во ниту еден однос ве молам да ме разберете. Денеска сум дојден како гостин на свеченоста на суд. Оставка нема да поднесете? Јас на ова прашање нема да ви одговорам, пошто веќе сум одговорил. На мака, ама со собственото политичко семејство е едно од неговите најпознати деца. По многуте вратоломи кои го одбележаа неговото растење, понизата бегства па враќање во заедничкиот дом. Не само што трајно му го откажаа старателството, туку неговите помлади браќа почнаа и да ги бришат спомените за него, не сакајќи ниту да се сетат на жртвата што тој ја положи при последниот камбек. Филип Петровски не е член во ВМРО ДПМН и колку што ме држи меморијата, мислам дека се уште е член на Демократска десница партијата која што впрочем ја формираше лицето. Денеска Демократска десница донесе одлука да престане да постои и целата партија да премине во ВМРО ДПМН. И на крајот, фамилиаризацијата на улицата пред куќата на мајката. Ние сме окупирани. Мора сватиме. Спасибо за ваши коментари. Мајката вообичаено и родителски треба да награди, а не да толерира. Уште помалку со својата неконвенционална реторика, да биде патрон на параполитички невкус и невоспитание. Освен ако таа и не е вистинската мајка.